Hello students, welcome to my classroom. My name is Maria and I'm your English teacher for today's lesson. In this lesson, we are going to learn the forms of the verb have got. Здраво ученици, моето име е Марија и јас сум вашата наставничка по англиски јазик за овој час. На овој час, ние ќе се запознаеме со формите на глаголот have got. Глаголот have got, односно неговата форма has got, се користи за да кажеме дека нешто имаме. За прво лице еднина I, ја користиме формата have got. I have got a ball. Јас имам топка. Или неговата кратка форма I've got a ball. I have got. I've got. Ако сакаме да кажеме немам, ја користиме формата haven't got. I haven't got a ball. Јас немам топка. I haven't got. За второ лице, you, исто така се користи формата have got. You have got a kite. Ти имаш летало. Или кратката форма You've got a kite. You have got. You've got. Ако сакаме да кажеме ти немаш, ја користиме формата haven't got. You haven't got a kite. You haven't got. За трето лице еднина he, she, it, тој, таа и тоа, ја користиме формата has got. She has got an A. Таа има петка. Или кратката форма She's got an A. She's got. А ако сакаме да кажеме таа нема, ја користиме формата she hasn't got. She hasn't got an A. She hasn't got. За машки род тој He has got a car. Тој има кола. Или кратката форма He's got a car. He has got. He's got. Ако сакаме да кажеме дека тој нема кола, ќе искористиме формата hasn't got. He hasn't got a car. He hasn't got. Кога се обраќаме на нашите миленичиња, исто така ја користиме формата has got, односно со заменката it. It has got a ball. Тоа има топка. Или кратката форма It's got a ball. It has got. It's got. А за да кажеме нема, тоа нема топка, ја користиме формата hasn't got. It hasn't got a ball. It hasn't got. За множина, we, ние, ја користиме формата have got. We have got toys. Ние имаме играчки. Или кратката форма We've got toys. We have got. We've got.
А ако сакаме да кажеме дека немаме играчки, ќе искористиме формата haven't got. We haven't got toys. We haven't got. За трето лице множина they исто така се користи формата have got. They have got bikes. Тие имаат велосипеди. Или кратката форма they've got bikes. They have got. They've got. А ако сакаме да кажеме дека тие немаат велосипеди, ќе искористиме формата haven't got. They haven't got bikes. They haven't got. Ова беше потврдната и одречната форма на глаголот have got. Наредно ќе се запознаеме со прашалната форма. Доколку имаме една реченица I have got a ball. Оваа реченица е потврдна реченица. На почетокот и го има лицето, subject, па потоа имаме have got, глаголот. За да направиме прашална реченица, have треба да дојде на почеток на реченицата. Have you got a ball? Погледнете, од второ место have дошол на прво место. Меѓутоа, тука имаме уште една промена. Заменката I сме ја променале во you. Затоа што сами себе никогаш не си поставуваме прашања, туку ги поставуваме на соговорникот. А тој ни одговара. На прашањето Have you got a ball? Доколку има, соговорникот ќе одговори Yes, I have. А доколку нема, No, I haven't. За второ лице. You have got a kite. Повторно, за да поставиме прашање, треба have да го земеме и да го ставиме на прво место. Го добиваме прашањето. Have you got a kite? И одговорот. Yes, I have. Ако е потврден. Или No, I haven't. Доколку имаме негативен одговор. За женски род, трето лице. She has got a doll. Исто. Формата have во овој случај has оди на прво место. И го добиваме прашањето. Has she got a doll? Има ли таа кукла? И одговорот ќе биде Yes, she has. Доколку е потврден. Или No, she hasn't, доколку е негативен. He has got a car. Прашалната форма. Has he got a car? Yes, he has. Or No, he hasn't. It has got a ball. The question, has it got a ball? And the answer, yes, it has. Or, no, it hasn't. Сега да ги видиме формите за множина. We have got toys. И во овој случај, have оди напред. Меѓутоа, внимавајте, we е прво лице множина. Ние кажавме дека себе си не си поставуваме прашања, туку прашањата ги поставуваме на соговорникот. We ќе премине во you. И ќе го имаме прашањето. Have you got toys? А одговорот Yes, we have. Или No, we haven't. И трето лице множина. They have got bikes. Прашањето. Have they got bikes? Yes, they have. Ако одговорот е потврден.
Ili no, they haven't, ako odgovorот е негативен. So these were the forms of the verb have got. Now, let's see a little exercise. Во овој момент ќе ве замолам да го паузирате видеото, да ги препишите овие 6 реченици во тетрадките и да ги пополните со формите на глаголот have got, односно has got. При тоа внимавајте, доколку на крајот на реченицата има точка, треба да се употреби потврдна форма. Доколку на крајот на реченицата има минуска, треба одречна форма, негативна, а доколку имаме прашалник, треба прашална форма. Штом завршите со вежбата, продолжете со видеото за да ги видите одговорите. А сега да ги видиме одговорите. Реченица број 1. I have got a ball. Или кратката форма I've got a ball. Number 2. She has got a doll. Или кратката форма She's got a doll. Number 3. Треба негативна форма. He hasn't got a kite. Number 4. Треба прашална форма. Has it got a ball? Number 5. Исто така треба прашална форма. Меѓутоа, have you got toys? Одлично. Не може да прашаме со we, туку we го заменуваме со you. И на крај шестата реченица. They haven't got friends. I hope that this wasn't very difficult for you. This was all for today's lesson. Thank you for watching and see you next time.